Археолошкиот проект Била зора ќе продолжи иако досега стручните активности воглавно беа во застој. Во овој контекст, денес градоначалникот на општина Свети Николе Дејан Владев и деканот на Филозофскиот факултет Скопје Радко Дуев подпишаа договор за соработка. Локалитетот Била зора е предизвик за научните истражувања и тие, иако во отежнати финансиски услови, сепак ќе се случуваат. За почеток ќе одвоиме средства од факултетот, од општината и од донатори кои се заинтересирани за оваа активност, а понатаму заеднички ќе аплицираме на разни меѓународни фондови, ќе организираме летни школи, заеднички ќе настапиме на подготовка на проекти за да обезбедиме поголеми финанси. Во истиот контекст, Владев и Дуев изјавија дека предстои промоција на монографија со цел презентација на Била зора. Значи, Филозофскиот факултет подготвува монографија Пајонија, која што наскоро ќе излезе на македонски и на англиски јазик и планираме со градоначалникот да ја промовираме токму тука и тоа на некој начин да означува почеток на понатамошни научни истражувања, конференции поврзани со Била зора. За Свети Николе, ова е важен чекор за развојот и промоцијата на градот, како и ставање на Била зора во листата на најпосетувани места во Македонија па и пошироко. Имаме цел град, цел локалитет, кој што, да не кажам, ќе биде пандан на Стоби во Велес и верувам дека со текот на годините ќе доаѓаат доста туристи, како домашни, така и странски, за да ги посетуваат и да ги гледат убавините од панојскиот период. Според археолозите, ова е град кој обстојувал од 7 до 2 век пред нашата ера. Станува збор за античка македонска метропола која се простира на површина од 20 хектари, а која содржи влезни порти со големи димензии и столбови, карактеристични исклучиво за овој период. Овој археолошки локалитет се наоѓа во непосредна близина на геоглифот, а од Свети Николе е оддалечен околу 2 километри.